Во текот на утрешниот ден се очекува жителите на Гостивар да добијат технички исправна вода за користење, потврди премиерот Христијан Мицкоски, оценувајќи дека кризата се санира во рекордно време. Стручни екипи од Скопскиот водовод веќе неколку дена вршат хиперхлорирање на главниот цевковод и денеска веќе се добиени добри резултати од земените примероци, а во меѓувреме гостиварчани и понатаму преку пунктови се обезбедуваат со вода за пиење. Ние обезбедивме веднаш вода за пиење. Екипи од Скопје, еве тука и градоначалникот од водовод се во Гостивар, работат на хиперхлорирање на инсталациите. Очекувам денеска, иако резултатите се веќе добри, но очекувам денеска, еве ајде да бидеме конзервативни, да речеме утре да излезе соопштение дека е водата технички исправна за користење. Во рекорден рок од една недела тоа се санираше, така што тоа кое што ние како влада можеме да го направиме, го правиме. Во последните 24 час регистрирани се 125 нови прегледи кај пациенти со симптоми поврзани со епидемијата во Гостивар, покажуваат најновите податоци на Министерството за здравство. Од нив 86 прегледи се извршени во општата болница, а 39 во здравствениот дом. Според дневниот извештај во општата болница во Гостивар, најголем дел од прегледите биле на инфективното оделение 45, потоа на педијатрија 40, а еден пациент бил прегледан на ургентниот центар. Во изминатите 24 час е регистрирана и една нова хоспитализација на педијатрија. Министерот за здравство Сашо Клековски и вчера апелираше да се почитуваат здравствените препораки околу хигиената за да се спречи појава на болести поврзани со епидемијата. Познати се бактериите и вирусите што се најдени во примероците земени од водата и тие се јавно објавени. Познати се инкубацијските периоди на тие бактерии, вируси и таму не би требало да има опашки на епидемијата. Опашки од епидемијата може да се јават од нехигиена, односно од болести на немиење на раце, условно да кажам, и затоа на секој през настап повикувам да се сите придржуваат до препораките и нормално до личната хигиена. По Гостивар проблем со квалитетот на водата се покажа и во други општини. Во Валандово беше забрането користењето на водата за пиење поради арсен, но ден подоцна забраната беше тргната, бидејќи нови анализи покажаа присуство на арсен далеку под границата. Се уште останува на сила забраната за пиење на вода во Крушево, откако анализите покажале бактериолошка неисправност. Водата не смее да се користи за пиење и во тетовското село Лешок, каде може да се користи исклучиво за техничка употреба.